Речи се во сите меѓународни извештаи се нотира слабоста во работата на македонското правосудство. По промените во Врховниот суд, каква е состојбата? Господи Адеми, зошто македонското судство има подолг период низок рейтинг и доверба меѓу граѓаните? Сметам дека за меѓународниот фактор, а и за самите нас како суди и како држава која што стремиме час поскоро да ги започнеме преговорите со Европската Унија, најважно е судството да функционира самостојно, независно и непристрасно. Да биде ослободено од сите влијања, надворешни влијања и притисоци. Да има суди со цврст интегритет и со стручно знаење. Не е доволно само да се менуваат закони, да се усвојуваат стратегии. Напротив, истите треба да се применуваат. Реформите значат и менување на правната и судиската култура и свест. Господи Адеми, во едно неодамнешно интервју изразивте сомнеш во реализацијата на ветингот, тврдејќи дека постојат институционални капацитети да се реализира прочистување во македонското судство. Дали тука смета дека и Републичкиот судски совет има капацитет да го реализира оценувањето на судиите, на чие чело е председателка на Републички судски совет, која нема ниту еден ден работен стаж како обвинител или судија? Поучени од регионалните искуства, а имајќи во предвид и препораките на Европската комисија да не се спроведе ветинг во Република Северна Македонија, сметам дека судството располага со своји механизми, има доволно сили и механизми во рамките на постоечките надлежни институции да ја спроведе потребната проверка на судиите. Но критериумите за проверка на судиите треба да се засноваат на веќе воспоставените професионални, етички стандарди, самостојност, независност, непристрасност, компетентност и морален интегритет. Она што останува се нотира како забелешка е неажурноста на судиите, забавноста на судските предмети, за застарување на судските предмети поточно. На што се должи ваквата состојба? Факт е дека во судството недостигаат судии. Во одредени судови тоа е голем проблем, што покажуваат и анализите кои што се извршени од надлежни институции. Дополнителен проблем сега ќе настане и со измените на законот за работни односи, каде што од 1.7.2022 година до крајот на годината чинам дека 60 суди ќе заминат во пензија. Исто така и Врховниот суд според предвидената систематизација, предвидени се 28 судии. Во моментот со се председателот на судот сме 17 судии, но ние како Врховен суд, а верувам и сите како судство, како судии, се обидуваме, вложуваме максимални напори да ја надминеме состојбата со недостиг на кадри, вложуваме максимални напори за да не се одрази врз ефикасноста на судството и на работењето. Почитани че следите интервју со председателката на Врховниот суд, господјата Беса Адеми. Господи Адеми, неодамно имате изјавено ќе бидат казнети сите суди кои подлегнале на политички и корупцијски влијанија. Кога, како може да очекуваме да го реализирате ова што го најавувате? И зошто досега не се реализирало? Сметам дека во последно време голем број на судии се разрешени и ние како Врховен суд и како судство не сме равнодушни на таа појава.
Судиите треба да судат во согласност со Уставот, законот и меѓународните ратификувани договори, но доколку се детектираат одредени коруптивни елементи или нестручно, несовесно вршење на судиската функција, надлежен за постапка за разрешување е судскиот совет. Врховниот суд со своите начални ставови и судски практики врши своевидно хармонизирање на казнената политика. Како е возможно за речиси исти или слични судски процеси да се донесуваат судски пресуди помеѓу 1 и 11 години затворска казна? Врховниот суд на Република Северна Македонија на општата седница ја остварува успешно својата уставна и законска надлежност, а тоа е единствената примена на законите од страна на пониските судови, но само во случај доколку постои различна судска практика во тој дел. Тогаш општата седница на Врховниот суд се впушта во разгледување, во дебатирање и усвојување на иницијативата, односно донесување на начелни правни мислења или начелен став само во таков случај. Обвинетиот Торце Камчев се испазари со обвинителството околу затворската казна. Не ви се чини дека македонското правосудство многу често подлегнува на политички бизнис влијанија? Сметам дека ова прашање треба да биде упатено до јавното обвинителство. Дали е неопходно преиспитување на работата на одредени судии? Секое однесување на поединци генерално во судството не треба да биде показател за судството во целина. Сушно за тоа и постојат овие постапки кои што со закон се предвидени. Надлежен жалбен совет формиран по патна ждрепка при Врховниот суд на Република Северна Македонија одлучува по жалби поднесени од страна на подносителите против решенијата на судскиот совет. Каква одлука ќе се донесе по однос на оваа постапка е исклучива надлежност и работа и оценка на жалбениот совет при Врховниот суд на Република Северна Македонија. Многу често јавноста има забелешки и генерално меѓународната заедница нотира во своите извештаи дека голем број на судски предмети се држат свесно или несвесно во фиока, дел од судските процеси застаруваат. На што се должи ваквата слика? За потребните реформи во судството, особено во меѓународните извештаи и од меѓународниот фактор се говори веќе со години. Сметам дека за меѓународниот фактор, а и за самите нас како суди и како држава која што стреми час поскоро да ги започне преговорите со Европската Унија, најважно е судството да биде независно, непристрасно и самостојно. Господи Адеми, едно неодамнешно истражување покажало дека само 8% од граѓаните им веруваат во македонското судство. Кој, зошто и како го еродира или ги девалвира делителите на правдата? Факт е дека низ години наназад угледот на македонското судство е нарушено. Ние како Врховен суд напорно работиме за да го зачуваме угледот кон судството, особено во делот на транспарентноста. Но сметам дека најважен фактор и чинител за угледот на судот е самиот судија, интегритетот на судијата. Дел од меѓународните партнери често знаат да реагираат за одредени судски одлуки кои се носат во Македонија. Според нив одлуките за спогодување не се во насока на градење и ширење на правната сигурност и доверба во македонското судство. Што вие мислите? Сите забелешки и укажувања од меѓународниот фактор треба да се разгледуваат сериозно, бидејќи истите се добронамерни. Врховниот суд на Република Северна Македонија внимателно ги следи ваквите состојби и пораки и ќе постапи согласно своите законски и уставни надлежности. Секој предмет е индивидуален, но затоа постојат повисоки институции
и истите ќе се разгледуваат во судот, во Врховниот суд, додека таква иницијатива постои. Како вие гледате на можноста за ревизија на одредени судски процеси кои веќе се затворени? Барањата за ревизија на правосилно завршени судски одлуки и за вклучување на меѓународни експерти по одредени судски постапки секако не кореспондираат со заложбите за независност и независност на судството. Една одлука може да се менува, да се укине само од непосредно повисок суд во постапка предвидена со закон. По исцрпување на домашните правни средства може да се поднесе, постапката може да продолжи пред Европскиот суд за човекови права. Дотолку повеќе сметам дека одредени кривични постапки, кривични предмети се мониторирани и од страна на представници од меѓународните организации. Ви благодарам. Ви благодарам на поканата. Почитувани, тоа беше Беса Адеми, претседателка на Врховниот суд на Северна Македонија.